Добро дојдовте на македонски туторијали. Сега правиме ревју на куќата и како можете да изградите се постапките. Само нема да ние да правиме, само ќе покажеме што треба да направите. Одиме на првиот чекор. Прикажете. Првиот чекор е овој столб. Значи вие го мерите овака. Сега ќе покажем овака во висина. Ово треба да има 5 страни. Вие се чуете каде е петата. Може би не. Петата е овде, тука. Значи петата и две страни заедно ги лепите и овака ставате внатре бојца и од двете страни ќе притиснете. Потоа ја вадите. Потоа 4 столбови ќе ги поставите вака. 4 различни страни. По тие. Како ќе измислите страната, можете прво да нацртате така, врата, тоа се и потоа овде, евака. На оваа страна ставате лепак и на другиот столб што ќе го направите и лепите, значи една страна. Знаете што така, потоа вака, па друга и се така натаму. Можете да ги направите. Затоа ќе ви треба 4 столбови со иста височина и дебелина. Ако ви испаднат така криви, само треба да имат барем по еден прав ъгол. И тоа е тоа за овој чекор. Одиме на вториот чекор. Прикажете. Вториот чекор кој ќе ја направите ќе изгледа вака. Погледнете како е тоа залепено, ќе ви покажем појасно. Значи вака. Тоа вака и ова тука. Сега тоа е тоа. Значи еве ги столбовите, сите исти. Сега височината е некој од прилика 7 мислам. Или 8, вака во должина е 10. Вака мислам 7. Да, еве вратата е вака. Чи со ова. И тоа е вака ќе треба да испадне кога ќе ги залепите. А ако се прашувате за тоа од стола вака што ќе стои, сега ќе ви покажам. Например, земете вакво некој лист, тој лист и вака ќе ставите и куќата врз него. Добро, сега сам брз. Сега тука ова гледате кои слободни се страни. Че одиме од таа страна. И тука. Тука ставате едно вака како вака треба да испадне со еден ъгол, значи прав. И тоа. Од тој лист само тука го лепите. Од ова и од ова страна. Потоа одите на ова и ова. И ако сакате можете од сите 4 страни, ако не од 2 или од 3. Така тоа оди. Сега тоа е за ова. Ајде одиме на третиот. Прикажете. Третиот чекор е да добиете ваков покрив кој ќе го измерите со две исти страни. Тие ќе бидат и обоете го со каква боја сакате, најдобро е црвена, нели, за керамидите. Ако пак сакате плек, така, и тоа треба да испадне вака. Може, ако не можете да го залепите, ставате некоја цевка и вака. Ќе можете малку вака, но ако имате идеја, можете и така. И тоа е за овој покривот. Еве тоа преска лист што ви го покажам, значи вака слободен лист од една страна чисто. Тука се прави, се свиткува, се сече и тоа ќе испадне вака. Сега тоа некако ева куќата. Вака и сега да го ставиме, тоа треба некако вака. Сега не можам да ви покажам тука со мерака, ја држам камера. Така, ќе треба да испадне. Значи тоа е за ова. Сега ќе одиме на следниот чекор, да ви покажам како да ви покажам како треба да изгледа куќата обновена, но нема да биде ова, нема да ја правиме. Ќе покажам таа што правиме ревју и
Сега. Еве ја куќата на покривот кога ќе го наместите, може и прето, може да нацртате некои вакви детали. Јас вака оваа куќа ја направив. Знаете со кога ќе, со малку брат ми помогна. Тоа. Овака од тука, ако оставите малку простор, можете да нацртате јас вака како треба, можете малку подолго. Можете и гаража мало тука да ставите и тоа е тоа.